Источнопланскиот регион и општината Гоце Делчев креираат 10-годишна стратегија како општините да имаат поголема зелена инфраструктура. Денес во Штип во оваа насока се одржа првата обука. Со денешната обука, како што кажав, ќе воспоставиме една методологија, еден начин по кој што треба да се движиме, а понатаму во рамките на проектот ќе воспоставиме и други работилници каде што ќе се изработи и акционен план и методологија и документот за 10-годишна стратегија од 2025 до 2035 за трансформирање на урбаните делови во зелена инфраструктура. Што оваа стратегија значи за другите општини од нашиот регион? Од овие работилници ќе произлезе целта и методологијата по која што потоа општините препорачливо е да се движат и да ги развиваат урбаните делови во зелена инфраструктура. Колку е таа финансиска рамка што го опфаќа се тоа? Целиот проект кој што го започнавме во сововодна пресконференција во месец февруари и ќе трае во наредните 2 години е 860.000 евра. Тоа е за двете општини, општина Гоце Делчев, општина Штип. Кои ефекти конкретно се очекуваат за Штип? Ефектите кои што ќе ги добиеме од овој проект од меѓуграничната соработка се големи. Покрај воспоставувањето на 10-годишната стратегија, во рамки на општина Штип веќе се започнати изградбата на парковите кои што се дел од овој проект. Веќе се градат двата парка, едниот е кај пешачката патека, односно во насел во 8 ноември, кај градинката Астибо, додека другиот парк кој што започна да се гради е кај медицинското училиште Јане Сандански. Проектот трансформација на урбаните делови во зелена инфраструктура е само еден од повеќето кој ИПАРА ги спроведува со градот Гоце Делчев од Република Бугарија, а кој се дел од меѓуграничната соработка. Овој проект е во вредност од 860.000 евра. Освен со Штип, општината Гоце Делчев успешно проекти има реализирано и со други општини од источниот регион.